Почитувани кумановци, она што во саботата требаше да биде граѓанска трибина на СДСМ и заево Куманово, сушност беше нивна средба со приближно 500 активисти на СДСМ и нивната коалиција. На овој настан, кој беше најавуван како можност на граѓаните на Куманово да ги артикулираат и актуализираат своите проблеми, искажувајќи го задоволството или незадоволството од работењето на актуелната влада, замислете, само тројца нивни активисти успеа да постават прашања и тоа нарачани нормално за ВМРО-ДПМН и Мицкоски. Целото време, од час и половина, колку што траеше трибината, го потрошија Заев, Спасовски и Димитриевски на своите хвалоспеви. Не пропуштајќи ја можноста да го трошат времето на трибината за ВМРО-ДПМН и Мицкоски, а немајќи што да кажат од аспект на тоа што оваа влада има реализирано за Куманово, се испофалија со проектите кои се започнати и во најголем дел завршени во времето на претходната влада на ВМРО-ДПМН. Па така автопатот Куманово-Миладиновци, кои средства беа обезбедени и рехабилитиран во времето на претходната влада на ВМРО-ДПМН, беше исто така нивен проект кој што се испофалија на ватребно. Воедно и за проектот пругата од Куманово-Белјаковце, за кој што исто се фалеа средствата и проектната документација, како проектна елаборат, експроприација, беа и финансиски средства нормално беа обезбедени од претходната влада на ВМРО-ДПМН. Двете спортски сали кои ветуваат дека ќе ги отворат, се исто така проект на Агенцијата за млади и спорт од времето на претходната влада на ВМРО-ДПМН. Технолошко-индустријската развојна зона со која што се фалеа дека ќе започнат со инфраструктурни активности, беше ветувана повеќе од 10 години пред Кумановци и никако да го види светлото на денот. Заев, Спасовски, Димитриевски заборавија дека СДСМ е веќе 3 години власт во Република Македонија и скоро 3 децени власт во општина Куманово. За овие 3 години немаат ниту еден проект во Куманово кој е осмислен, подготвен и реализиран од нивна страна. Заборавија на ветувањата за мерките против иселувањето на младите, која во последните години зафаќа епски размери. Заборавија на ветените економски мерки и ниту збор не кажаа за поскапените цени на производите, пред се поради зголемената акциза на бензините. Заборавија на ветувањето за чист воздух и гасификацијата, па на Кумановци не им објаснија зошто и после 3 години власт на СДСМ во Куманово нема гасифицирано ниту еден државен објект. Тука пред се мислиме на болницата во Куманово, која што беше посочена токму од градоначалникот Димитриевски како еден од најголемите загадувачи. За овој проект имаше ветување и од министерот за здравство Венко Филипче уште минатата година дека ќе се обезбедат средства, меѓутоа до ден денес гледаме дека овој проект не е реализиран, а болницата набави мазот за грејење и во следнава грејна сезона. Заборавија и на ветувањата за модерно справување со отпадот и дислокација на постоечката депонија, на изградбата на цевковод од Липково до Куманово, на двете нови детски градинки што ги ветуваа, на современите 5-катни гаражи настрана од ова времено, монтажно, демонтажна или како и да ја именуваат. Ова се само дел од прашањата кои кумановци сакаа да ги отворат и да ги разговараат, доколку трибината беше од отворен карактер и доколку се имаше волја од власта. Она дека владата ќе се одолжувала на Куманово се покажува само дека е пропагандна флоскула и дека било само џокер оправдување за неработењето на СДСМ во Куманово изминативе 3 децении. Ова нивно повеќе децениско неработење во Куманово остава големи траги и наместо проблемите на граѓаните да се решаваат, тие напротив секојдневно се зголемуваат. Повеќе од кога било на Куманово му се потребни нови луѓе и свежи идеи. Затоа ВМРО-ДПМН, за разлика од СДСМ, своите трибини не ги прави во скапи сали и пред сопственото членство, туку ние сме на улиците, на плоштадите, помеѓу народот. Ја користам можноста да најавам дека на 2 ноември на плоштадот во Куманово ќе организираме еден настан насловен како Разговори за обнова на Македонија,
каде во директна и непосредна комуникација со граѓаните ќе бараме решение за нивните проблеми кои ќе бидат преточени во идната програма на ВМРО ДПМН. Драги кумановци, имајте трпение уште неколку месеци, пошто следи промена на власта во Република Македонија и суштинско решавање на нашите проблеми.